нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Јас сум во хотел Лимак, вие сте на Телма, а ова е нешто конкретно. Денеска ги поставуваме овие прашања. Кој е турка? Кој стои позади неа? Оваа има ли деца? Види ја како се облекла. Што утре ќе кажат за неа? Женско си, пази како се однесуваш. Денеска зборуваме за прашањата кои им се поставуваат само на жени. Некои ќе речат, па тие самите ги провоцираат. Други ќе речат, па нека ги игнорираат, а трети ќе речат, па и не мора да ги одговараат. Но постои и она кое што вели дека кој си ја има мувата на капата, тој се навредува, а оние кои што воопшто не ги забележуваат, значи дека нема ни со што да се испровоцираат. Денеска дефинираме зошто се поставуваат овие прашања. Кој ги поставува и кој е соодветниот начин за да се одговорат, а при тоа жената која што ги одговара да не се чувствува лошо. Во епизодава имам и мажи и жени, па ќе ги согледаме и двете гледишта. Ја препознавате, ја следите, ја лајкувате и ја коментирате. Таа точно знае што сака и не се плаши со вистински имиња да ги нарече нештата, да го каже тоа што многумина го мислат, но сакаат да се политички коректни. Поддршката од незиното семејство и дава ветар во грб, а незиниот син и дава мотив да успее. Кристина Димитри. За себе вели дека е верник и се крсти пред да излезе на сцена. Ако нешто не тргне како што треба, мисли дека претерал со крстењето. А како е во релациите со сопругата, во кои случаи знае дека ни крстењето не му помага, слушаме од актерот Едмонд Сотир, театар комедија. Незината стручност усреќила многу семејства, подарувајќи им бебиња. Кои се незините совети за одговарање на тврдењата? Ако не може да се забремени, до жената е, а и како тоа жена сама може да има бебе. Што ќе каже? Кој му е татко? И клучното прашање, со колку партнери си била? Доктор Татјана Гуржанова. За себе вели дека е обичен семеен човек, страстен моторџија и успешен бизнисмен. Бунтовничкиот изглед е соодветен на неговите внатрешни пориви. По некои дефиниции, физички и психички наликува на прав маж, со малку подолга коса. Татко е на 4 деца, Ленин Јовановски. Епа, добре ми дошле, драги гости. Добро најдов. Добро ве најдовме сите. Како сте ми? Па во твое друштво секогаш прекрасно. Опуштено и тамаме температурата. Аман, добро. Едмонд, значи, треба да се прекрстиме пред почеток на емисијава? Се прекрстив пред да влезем. Колку пати да знам? Таман, да не претераме. Така ли? А по дома како е? Се крстиш пред кавга или пред некоја одлука? Не. Не? Тоа на дома. Па како да каже човек, дома најдобро е да не почнуваш кавга пошто ни крстење ни ништо не те спасува. Така ли, добро. Молитва имаш некоја по дома кога се карате нешто или затвараш уши? Не знам, ја имам среќа, можеби после толку години во брак со сопругата да не се караме. Така? Многу фино си се разбираме, си ги знаеме карактерите и така да значи, кај нас нема како ги да. Во секој случај, значи секогаш си балансираш. Кој е нервозен, на тој треба му се попушти. Да, добро, добро, значи ти попушта секогаш. Признај си сега на почеток. Ева така. Епа така. И кој си фатил со жена работа па да излезе на крај каже. Добро, добро. Жената е секогаш управи. Не си ја фаќај белјата шокети. Добро. Девојки? Па мислам дека ако е толку лошо и молењето не помага, ќе се разведеш и толку. Ќе се молиш за нешто подобро. Добро. Докторка? Па јас се надоврзам, јас пошто молењето не помагало, се разведов и после тоа се молев за нешто друго и навистина тргна на подобро. Добро. Треба да се знае кога да се почне со молитва, така ли? Или кога да се престане, да се молиш за погрешната особа, па ќе речеш Господе, ако не е ова за мене, тргни го од мојот живот. Ама не треба сегаш пред икона да се молиш, некогаш и на сопруга да ќе се молиш. Битно е што препознаваш како икона. Па јас не сум дошла во ситуација некого да молам затоа што не грешам така да
Така. Добро. Океј, видовме тука разидување во однос на машко-женското мислење и ми се допаѓа. Сега на почеток веднаш ќе почнеме со дури и при самото запознавање, постои еден момент кој се поставува само на жени како прашање, кога се запознаваш со жена, обично викаш господја или господица. Зошто се поставува тоа прашање? Јас мислам дека тоа сега веќе е решено. Сега е забрането. Сега веќе е забрането и нели се обраќаш со или барем нели во писмена форма се обраќаш со една форма за да не бидеш да не ја засрамиш таа жена дали е господја нели или госпогица во повозрасни години, така да нема потреба и со тоа жената и даваш некој идентитет кој што треба да го донесе брачниот статус и навистина тоа не е потребно во денешно време. Жената сама за себе е доволна, има свое име и презиме, нема потреба нели да се обраќаш према тоа каков е брачниот статус и во тоа во исто време да надираш длабоко во интимата, затоа што тоа е сепак интимно прашање, нели? Дали си ти госпогица или господја? Добро. Моја работа. Така, добро. Сте прашал некогаш господја или господица? Не, никогаш не ги користам тие термини, никогаш не сум ги ни користил, обично кога се обраќам на било било која девојка, жена, обично девојчице, девојко, дури и постари жени ми изреагирале, далеко сум од девојка. Не знам, мојот однос е таков. Тоа обраќањето ми е така. Госпоѓа, госпогица не го користам, дури мислам ниво оние службени комуникации. А обратното, ако се обратиш на повозрасна жена, да речеме, со девојка, не е и тоа исто така навредливо? Што ви? Ај контакт, да? Контакт. Добро. До сега не сум имал никаков проблем, искрено кажано, на сите им било симпатично кога им се обратам Тоа е така. комплимент, Добро. Па веројатно може и така го разбираат, пошто не знам, и тие термини, од кај би знал ја како да се обрадам на некоја, дали госпоѓа или госпогица, пуште да ја прашувам. Може и е комплициран статусот, што да кажам? Комплицирана госпоѓо или комплицирана госпогица. Добро. Едмон, ти како гледаш на ова? Ако мора официјално да се обратам на некоја, прашуваш со почитувана и да решен проблемот. Почитувана, добро. Да, инаку само извинете ако мора да прашаш некоја, не знаеш дали е жена, дали е господја или госпогица, извинете да ме прашам нешто и така. Така, добро. Кристина, тебе како ти се опраќаат? Па зависи од ситуацијата. Мене лично ми се обраќаат најчесто со убавице, со некои такви моменти, дури луѓе кои што, да кажам, се сериозни. Од моја страна јас секогаш персирам на луѓе кои што не ги познавам пред се. Може да е на моја возраст, но мислам дека ако немаш токава близина, во ред е да персираш некој и треба тој да ти дозволи, тоа сепак е близина. Не можам кај си без срцка, не се знаеме, мислам дека не е во ред. Така сум научена. Ама на маш никогаш не му се обраќаме кај си бе убав. Кој вика дека не? Ти се обраќаат? Па како? Да. Па се обраќаат. Добро. Ако си на неког убав, ќе ти кажам. Сега имав една ситуација баш во Австралија за Нова година, во казино правевме, помине една млада девојка исто ко другарката тука. И ми се обрати, леле, колку ти е убава косата. Ама, Да. ти дали си убав за косата си? Па добро, нешто, значи, кога ќе ти се допадне нешто, зошто да не му го кажеш на некого? Зашо би се ограничувал? Ако е убава, и редно е да се обратиш како се убавице. Комуникација со човек е многу убаво да предизвикаш убава енергија, нели, нели баш така, убавице, девојчице или персирање, со тоа да дадеш некоја си дистанца, дека до толку може да се приближиш, не повеќе, а сепак има во сето тоа почит, има убава енергија, значи да не се предизвикува негативна енергија кога му пристапуваш прв пат на човек. А ова госпоѓи и госпогице, мислам дека од старт ќе предизвика некоја нервоза во комуникацијата. Така забрането е, значи, официјално Европската унија, значи забранува употреба на овие. Баш дека они ни кажа сега и ние ќе забрането ќе заради тоа што било сексистички, да. Значи ние ќе почнеме Нема сега да врска со користиме, сексизм. сигурно. Да. Нема врска тоа. Зашто сексизам? Што е врска? Статусот на Па да, на жената. Жена, дали не е жена, да. Глупаво е да, мислам,
како термин кажав дека е глупо заради тоа што треба да предпоставиш дали некоја е мажена, не е мажена или е А нешто доколку се комплицирано. разведе, тогаш е госпогица или е госпоѓа? Или вдовица, како вдовица ќе кажеме ако му е починат мажот или Господарица. распуштенице, ај ти распуштенице сега кажи. Па вдовица да е супер. Добро, Може нема таквите толку да квалификации- пишуваат. Еднаш од црна хроника и толку. Така, исклучиво се користат за жени, значи господја, господица, разведена, распуштеница, за маж си е или си е господин, или е убав како глумец викаат. Така? Ама мене како на Лелин за Косава никој не ми дава комплименти, така да рад сум од таа страна. Ти само си убав, за косата не прашува. Затоа реков убав како глумец, нели? Да. Обично така има една паралела. Да, Има, така да. вика глумец на мајка. Ти на кого си најубав, Едмонд? Па на мајка, Така ли, добро, мислев на сопругата ќе кажеш. на сопругата сум секако. Добро. Сега, значи, зборувавме дека мажена жена или не мажена. Треба ли да го смени однесувањето кога жената ќе се омажи? Начинот на комуникација, може би професијата, може би хобито, треба ли да го смени жената откако ќе стапи го во брак? сменив. Што смени? И па станав пејачка ко бившиот. Така? Си ја сменив, претходно бев мисица, после станав пејачка. Заради што го направи тоа? Па ме мотивираш бившиот. Така, за да му докажеш или? Па не, јас го туркав него, некако го спремав, го пеглав, му објаснував маркетинг и менаџирање, ама некако не успеа, тоа реков, ајде да ти покажам како е тоа. Аха, така, добро. А да речеме, идните партнери, доколку ти замерат да ја смениш сега оваа професија која што ја имаш, тоа би го прифатила и мислиш дека е нормално тоа да се направи? Па пробуваат, да. Јас и кога се повлеков некако знае тоа да влија, но си има се граници. Нели, како што со почитуван, така и границите на партнерот му ги дозволуваш до некоја мера каде што ќе бидеш угрозен и после тоа едноставно се одлучуваш дали си ти побитен или едноставно комплексите на партнерот. Затоа што вистински маж кој што е доволно ментално јак може да се носи со јака жена. Ако му треба жена која што ќе каже не знам, едноставно да јас исто сум домаќинка дома, исто работам, но не значи дека немам други професии, не сакам да напредувам и да направам нешто во животот. Така да мислам дека маж кој што нема комплекси бара исклучително жена како него, амбициозна. Добро, во однос на закопчувањето на копчињата од која ќе се омажи, значи до првото копченце, второто и третото не. Па, Како оди искрено тоа? еве, ако зборувам од своје лично искуство, не сум имала таков проблем со бившиот маж, кој што сега ми е сегашен многу близок пријател. Мојата свекрва ми има кажано, ти имаш бивши маж, имаш цел живот свекрва, која што си ја сакам буквално како мајка и знам дека она мене ме сака се уште како ќерка. Напротив, кога бев и млада и поубава и се поред, ме форсираше да бидам да ставам кратка сукња, да те видат, да видат колку е убава мојата сна. Така да никој не се обидел да ми смени професија. Значи и мојот бивши маж и мојот сегашен партнер, не знам, не сум имала комуникација, не сум имала контакт со таков човек. Неверојатно не сме се поврзале, знаеш, паралелно сме поминале, бидејќи веројатно знаел дека он тоа што го посакува нема да го добие кај мене. Исто така јас сум знаела дека тоа што мене ми треба како партнер нема да го добијам кај тој човек. Значи сме се само разминале со оние луѓе со кои што сум имала контакт, нели, со бившиот маж или со сегашниот партнер. Никогаш никој не се обидел да ми ја смени професијата, да ми го смени начинот на облекување, да го смени начинот на комуникација. Мола? Дали се промени нешто? Обврските те менуваат. Значи не е тоа дека се правиш промена за да на некого му правиш кеф, напротив, мислам дека не би била фер јас сега да кажам дека некој и бившиот и сегашниот ме сакале таква каква што сум. Сме се развеле заради икс причини, не заради тој што бил лош или заради тоа што јас сум била лоша, туку едноставно животот така ни донел некои нови можности. Ленин, имаше ли промена во однос на тоа како треба да се однесува сопругата од кога влезе во брак со тебе? Не, многу Или ти како треба да се однесуваш? Не, многу Чекај да видам кое копче ти е закопчено. 1, 2, 3. Дозволено ли е? Да, јас ја прашав сопругата пред излезам до кое копче можам да се раскопчам. Ако вика нека ти се види љубовниот тепих, вика. Така да дозволено ми е. Чекај, кај Едмонд сопругата е малце построга. 2 копчиња има. Ја имам
поголем тепих од левин зад, вика закопчај се да не се гледа многу. Да нема многу љубов. Не, многу е селјачки да бараш од партнерот, се едно дали мажот од жената или жената од мажот од кога ќе стапат во брак, да си го променат начинот на однесување, облекување или не знам. Професија, значи, хоби. било што, значи, ако тебе ти бил добар да се одлучиш и да го земеш за сопруг, односно да земеш за жена, не знам зашто после би барал некаква промена кај таквата личност. Најди си таква каква што сакаш да ти е и понатаму во бракот. Не ми е ниту логичко, како што реков, ајде не употребам друг збор, глупаво е да бараш нешто, Па нели некакви мажена си промени. сега, не треба така да се однесуваш. Тоа Тоа е, се обично затоа некакви реков, тоа е стереотипи за жени. селјачка работа. Значи, не знам, тоа ми е неприфатливо. И меѓутоа, што е повеќе проблемот и онамо кај што се случуваат работите од кога ќе си во брак и некакви промени или инсистирање на некакви промени е неискреноста во претходниот дел додека сте биле во врска. Така. Значи создаваш за себе си некаква лажна слика која што подоцна се рефлектира на односите во бракот. Да, но на крајот таа жена која што е убава и атрактивна, кој ти ја затвориш и таа жена едноставно тлее во едно место кое што е родена да се покаже, во еден момент ти нема да ја сакаш. И на крај ќе си најдеш валерка, така да зошто таа жена да не е на самата на прво место? Ако е самата на прво место и мажот ќе ја сака и нема да помисли да погледне друга затоа што ќе нема време, ќе гледа која гледа таа убава жена. И лицемерие, ако прифатиш некои такви сугестии, после правиш лицемерие и правиш компликации во бракот. Значи, веќе се фрустрираш едноставно, правиш нешто за да угодиш на партнерот кое што не ти е во природа. И е веќе проблем, негде ќе пукне тоа. Едмонд, како е кај тебе? Се согласуваш? Се согласувам, да, апсолутно е така. Ако сакаш да бидеш со некој, со него си затоа што ти се допаѓа таков каков што е, а не за да го менјаш. Не сум сведок на таков случај некој да сака некој да он ќе води љубов утре у некој филм со некоја партнерка у филмот и што треба да се разведе, она не рече, не можам јас да го гледам. А го земала како глумец, убавна мајка, глумец. Како глумец те зема или претходно се запознавте? Се запознавме претходно, ама јас веќе бев глумец, веќе студирав глума, имав едно филмче снимено позади мене, неколку представи. И промените доаѓаат неминовно кога живееш со некој. Се прилагодуваш, ама тоа не е наметнато или не е по диктат од некој. И со годините си доаѓа, со зрелоста, со првин партнер на некого, на некоја, па стануваш татко, стануваш родители, се има промени кај било кој човек, и кај жената, и кај мажот. Но тие промени што се изнасилени, тие не треба никогаш да се случат, не треба да ги помисли човек, ни камоли да ги каже или да ги бара кај партнерот за да ги промени. Сега има уште едно прашање или некаква сугестија, па женско си, мисли малку што правиш. Тоа обично така го викаат на женските деца. На машко не сум чула, машко си, па пази што при женско си мисли моја малку, кога ќе кажат од дома. На што се алудира? Не ми текнува како да одговорам на ова. Јас ќе одговорам. Јас мислам дека тоа навистина држи вода, таа констатација од родителите, затоа што ако си женско, навистина си за некој работи женско и мораш едноставно да сочуваш некое достоинство пред се и на твоите и ти како личност. Сега ако мислиме на денеска, нели, жените се на исто ниво со мажите во создавање на кариери, на останати успеси во животот, тоа сето е окей, сето стои. Јас сум борбена и сум и мајка и татко, така да, но кога се работи за образот на твојата фамилија, мислам дека требаш да помислиш и на тоа пред да правиш некои работи во животот и можеби да избираш полесен пат. Затоа и потешкиот пат е сепак пат, кој што на долги стази нема да се срамотиш ниту ти, ниту твоите. Јас мислам дека тоа важи за сите. Така, нема Значи, врска тоа е на основно што човечко достоинство. И тоа е, нели, родителите, ако те воспитале како што треба, нема ни потреба да ти го кажат, внимавај, нели, како се однесуваш. За сите важи, внимавај како се однесува, заради тоа што ние сме од старт, од кога почнуваме малце да се освестуваме за себе си, за светот околу нас, веќе ни е тоа вметнато во кодот, да внимаваме како да се однесуваме, зашто една од основните
како да кажам, разлика на Homo sapiensот од другото семејство на големи мајмуни во кои што припаѓаме е и способноста на социјална интеракција, на вербална комуникација. Социјалната интеракција е тоа, да внимаваш како се однесуваш, како ќе ти вратат. Некако кај жените многу повеќе се наметнуваат тие правила дека треба да се... Веројатно до, можеби, јас сепак би рекла и би се согласила дека тоа важи за сите нас. Сите ние треба да бидеме добро воспитани кога ќе излеземе надвор од нашиот дом. Мислам дека ако една жена е воспитана, една пред се девојче, нели, како што го учиш додека една од мали ноза, еден ден кога ќе добие дали машко или женско дете, ќе му ги вгради сите тие вредности. Така да мислам дека многу е битно мајката да може да ги пренесува на Исто и за машкото дете. Од мајката зависи каков сопруг ќе биде тој. Па така, нели? Значи мајката е таа што ги пренесува. Чекај сега онаа констатација што важи дека мајката може да израсне добар син, ама не и добар сопруг? Значи и добар син и добар сопруг зависи од мајката. Од мајката ли? Мајката е таа, пак јас биолошки ја погрешно сум разбрала. Биолошки ќе вртам, хипокампусот е поголем кај жените, жените имаат поголема емотивна интелигенција. И таа емотивна интелигенција пренесуваат на своите деца, независно дали се женски, дали се машки. Дали ќе биде добра ќерка, добра сопруга, добра жена, добра пријателка, добар сопруг, татко и све зависи од мајката. Ако ја почитува мајката машкото, кога ќе го познаш, значи ќе те почитува и тебе. Може би не во сите случаи. Сега ми е јасно зашто кога имаме кавга со сопругот ми вика мајка ти ли те научи така, да знам чисто. Добра, прашај друг пат, јави се да знам, да. Лени? Значи, има остатоци од тоа некои традиции што се од порано, каде што поголема била дистанцата помеѓу однесувањето на машкото и на женското и мажот во голема мера бил толериран за некои стапи, например, не знам, пијанчење или поинаку се гледа облекување или слично. Меѓутоа, еве да кажам, сега се уште постои. Ако еден маж има повеќе девојки и тој е фраер, тој е успешен, додека ако девојка има повеќе машки љубовници, таа е неморална или ќе биде помалку почитувана од другите. И тие некои стереотипи се уште си постојат. Добро е што со текот на времето, или нели уште нешто да спомнам порано, машкото било наследник на целиот имот. Да. За девојката ништо, така иде од друга фамилија, да не ја гледаме више. Женско дете туѓа среќа. Меѓутоа сето тоа полека едно по едно паѓа, да кажам, во некој заборав и не се приметува. Ги воспитуваше децата, пошто имаш и машки и женски? Значи, дали на женската му викаш внимавај, тато, женско си, или нема никаква разлика? Искрено, многу, можеби, ќе ме искритикува некој, меѓутоа јас многу помалку сум присутен во воспитувањето на децата, повеќе жена ми обрнува внимание на тоа и таа е уствари што повеќе ги насочува, јас се појавувам како авторитет некаде кај што ќе зашкриби. Меѓутоа, ете, можеби, ете, кај нас не дека така сме се договориле, него природно некако се случило и не сме прочитале нигде, или јас да кажам дека од ова врз некоја можеби научна основа го кажа или врз основа на некакви од медицина да кажеме, од медицина, да, него едноставно и тестостеронот. Кај нас природно си се случило тоа во семејството, тоа така да функционира. Инаку не гледам, стварно не сакам да гледам никаква разлика помеѓу машкото дете и женското. А кого повеќе го караш кога нешто ќе сгрешат или ќе направат, машкото или женското? Машкото може повеќе да поднесе викање, со женските гледам да се разберам со многу поумерен тон, додека синот имам пожустри настапи со него. Не можеш да имаш исто однос кон ќерката и кон синот. На синот можеш да избувниш, да му се развикаш, на ќерката не можеш. Не ти дава природата однатре да се однесуваш така, како што си ќе се однесеш некогаш кон синот. Управо е Ленин, има разлика, мора да биде понежен и односот кон ќерката отколку кон синот. Меѓутоа, воспитувањето мора да биде подеднакво добро и подеднакво без да им ставаме бариери на децата, дали се машки или женски, без разлика. Би имала една мала, не корекција, ама да кажам еден факт. Фактот од биологијата, естрогенот.
нели карактеристичен хормон за жената, го прави женското тело да е многу отпорно на физичка и психичка болка. Така да тука Збориме за болка. Болка и Значи, психичка. не збориме за физичка сила. Не за снага, не, тука се согласувам. За болка дефинитивно. Зборам за воспитувањето. Тоа е Може би доказано. керката, они се така. татковци, керка на тато. Значи нема поголема слабост за татко, керка. Значи нема, тоа е понежно, нормално, има буди порив да се заштити, но сакам да кажам кога нели сите викаат па повеќе на синот. Така. Се истурам повеќе, построг сум со него по. Женското во суштина многу подобро поднесува и критика, и кавга, и психичка болка, и све. Во тој поглед мислам Еве, дека јас е ќе ви кажам од вчера еден свеж пример. Може да ја видовте фотографијата што ја објавив, се собравме така целото семејство, пошироко ми е нели со внуци, со снаи, со Значи имаш зетовци, 4 со сите. деца и 4 внучиња, 3 се твои, едното е Да. од брат ти, како што кажа. Да. Значи, И, голема семејство. Најмалата керка беше на мобилниот телефон и јас убаво и собратив. Мели, викам, остави го сега телефонот, малку да се дружиме. Значи, со многу убаво кажано. Мислам дека се расплака. А на син ми, да му речам, да не употребам сега, да му се развикам за тоа, он добро, ке гости никому ништо. Значи, не е Малку баш да- дека, значи, Може би осетливоста- малку и манипулираме ние, Јас така нели? мислам, И јас повеќе имам манипулација. така. Може би, не знам, еве, вие имате и може би Мислам, да, поголемо да. искуство и Да, од да. тоа А аспект, кога- меѓутоа, ете, не трпат, сакам да кажам, Кога- можда не сакаат да им се Си го има обратите. најдено тоа копчето и си Видиш, да. Добро, сега, ајде одиме понатаму, уште едно прашање или некаква констатација. На таа убавина тука памет нема? Најчесто за жените така го викаат, која ќе ја видат вака убава, оваа не може да е паметна. Ајде прво мажите да ми одговорат или како би требало соодветно жена да одговори на ова прашање? Ја мислам дека напротив, ја не сум видел убава жена глупава. Наистина. добро е. Не сум сретнал. Добро, ми до се сега, допаѓа. така да, постојат луѓето, как глупоста постои кај сите и кај мажи и кај жени. Меѓутоа во случајов на таа убавина тука многу памет нема. Тој што ја измислил ова изрега, тој е глупавиот тука. Не може да има друг. Па тоа е или искомплексирана жена или машко што не можел да ја добие таа жена. А искрено не може да генерализираме. Сега глупави луѓе постојат и убави и неубави. Мислам дека сето тоа нема никаква врска со естетски изглед. Добро, докторке? Па да, би рекла само тука дека глупоста нели е безгранична, така да има и меѓу безполова. Има што вика. безполова, нема е може би така величинствена, така да не е ограничена на убави, на грди, а точно како што кажа Едмен, тоа е кога ќе видиш глупав човек. На глупавиот човек, знаеш како се издвојува во толпата? Тој прв што суди. Тој прв што е агресивен. Тука гледаш идиотизмот, го гледаш, ме сваќаш. Не зрачи убавина, ништо. Не зрачи, паметен човек, добрина, јас секогаш и во минатата емисија, нели зборев дека нема поубаво и поинтелигентно нешто од добрина, а добрината го прави ликот убав. Так, добрината не може да биде глупава, не збориме за наивност, збориме за интелигентна добрина, значи добрината не може да биде глупава во никој случај, а добрината ликот го прави мек, очите сјајни, крвните садови не се стегнати, нели од лошот илок, туку се опуштени, кожата е убава, така да јас би рекла дека, нели, не може убав човек да биде глупав човек. Така, Ленин? Има Не такви знам, ја- констатации, нели? Ја може би сум имал среќа да сите ти убави девојки, жени што ги познавам, да се многу паметни, да се етаблирани, да се образовани. Еви, тука имаме фактички Како пример, зрачиш, така привлекуваш. не треба да се докажуваме, така да, па ела Кого вака од сите. произлегува тоа? Што мислиш, од мажите или од жените? И може би од двете. Едните зборуваат од љубомора, многу жени ке слушнете кои што завидуваат на тугиот успех на другата жена, на тугијата убавина. Не дека се лоши, нема, по мене нема грда жена, сите се на некој начин убави, меѓутоа некоја е поубава една од друга.
Тај да ги гледам Убав во распоред на степен цртите има. во степенот на убавина. Има жени кои што си обрнуваат внимание на себе, значи знаат да се облечат, да се дотераат, да се направат, да се нашминкаат, да си го покажат она што сакаат другите да го видат, односно она што е убаво на нив, да го прикријат тоа што им е лошо, и тоа е таа женска интелигенција која што јас ја обожавам. Например, јас обожавам кога ќе видам такви жени и обожавам жена кога ќе видам дека кај што ќе сака да ги покаже своите не само убавини во изгледот, него и во интелект, и што не се воздржува да говори за тоа и да се покаже во професијата и да се бори за одредени функции. Така. Кристина или Па на луѓето не им одговара. Мене немаат коментирано целата си силиконска, пластична. Немам ниту една операција, секогаш викам, ви благодарам, тие што ме оперирале са мајка ми и татко ми. Значи така ми имаат направено. Тоа ми е комплимент кога ќе ми каже некој дека сум целата пластична, или кога ќе каже добро, ти и оваа професија, и таа, и трета, што сакаш више? Па сакам уште. Не, мене не ми е доста. Али во нечив мозок тоа е премногу и јас тоа го разбирам. Едноставно тој мозок е ограничен и не може да впие дека јас можам на сите страни. Едноставно да ми има да од сабајле му ја местам косата на син ми за на систематски, договарам состанок и се облакам со едната нога, мислам, и трчам и па доаѓам во емисија, мислам имам многу врски во денот. прекрасно секогаш. И на крајот од денот мислам дека секој што се занимава со себе си и едноставно вложува во себе си, навистина нема да се занимава дали Кристина има нека операција на себе си или не. Добро, а исто важи и правилото кога нели жена да речеме ќе има некакви си естетски корекции, зафати и така натаму, секогаш е прашањето кој ги купил градите? А зашто Кој да е направил устата? А зошто да не? Зашто да не направи ако не се тоа е прави? Ема не, ама кој ги купил? Дека никогаш таа самата тоа не може да си го возможи, нели ли да рече? Не прашуваат така ли? Најчесто само си ги купуваат. Ако заслужила. На крај крајева ги купил тој што таа му дозволи да ги купи. Так, Не, ама тоа е тоа е, да. Ќе треба да одиме на реклами, ама да го поставам многу битното прашање, а тоа најчесто е кога некоја жена ќе успее во нешто, која турка? Или кој стои позади неа? Чекај прво тебе да те прашам, Ленин. Позади тебе кој стои? Кој те бутка тебе? Позади мене само сопругата. Сопругата, добро. Позади тебе кој стои, Едмонд? Позади мене сопругата и мајка. И мајка ми, добро. Ај сега вас, девојки, да ме прашам. Можам одма да Каже, позади тебе кој стои и кој те турка тебе напред? Позади мене на секоја сабајле ме турка син ми, пошто станува пред мене, има аларм за во школа и ме буди мене за да го носам во школа. И кога ќе видам него, тоа е првиот лик што го гледам наутро, кога ќе видам него, сваќам дека треба да станам, да идам да истренирам и да се борам на животот и да успевам поради него. Тоа е единствената личност што ме турка. Така, добро. Докторка? Па еве да размислам. Кој ве турка и кој вака ви возможува да бидете и толку стручна и толку се, значи некој мора да стои позади вас, така викаат. Така, да, што викаш, да. Па мислам дека ме турка, нели, таа кинетичка енергија што ми е дадена уште во рано детство. Видете, јас сум растена во еден матриархат од баба. Значи во доминантни жени, доминирале жените во моето семејство и тоа ми е пренесено дека јас морам да постигнам нешто во било која област од животот, да бидам најдобра, да не бидам просек. Далеко од тоа дека сум најдобра, нели, во вакво, но да тежнеш кон тоа. Дури и татко ми викал, пукај кон месечината, може ќе уловиш некоја голема птица. Така да амбицијата ми е од моите родители. Љубовта кон медицината ми е веројатно од Бога, значи дадена мисија. Јас секогаш викам дека ова што сега го работам ми е мисија, додека го работам ќе бидам на планетава Земја. Кога веќе нема да има потреба, Господ ќе ме земе кај себе. А позади мене, да, мојот сегашен партнер. Ќе го издвојувам дека ми ја дава поддршката, ми ја дал од моите родители. Не сум имала никаква финансиска поддршка за да го направам овој бизнис. Сега што го правам, претходно бев доктор хирург, работев во државна болница, бев исто така добра во таа работа што работев, но за да го направам оној чекор кон бизнис, мислам дека е клучен мојот партнер кој што веруваше во мене тогаш и кога јас не верував во себе. Одлично. Така да би рекла и би го дала цела, како да, не цела, нели, објаснив до како стигнав до таму, но вербата, поддршката и
почетната финансиска поддршка беше негова. Одлично кажано, а јас сега со љубов ке најавам реклами, па се враќаме. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме, значи овде се подготвени подароците, значи добро сте одговориле за сега. Сега да видиме дали ќе си ги носите на крај. Имам уште неколку прашања. Ајде да ве ставам на некои ситуации кои што генерално се поврзани со коментари за жените и да видиме како ќе ги одговорите. Може ли така? Ајде. Ленин, заедно сте со сопругата и сега доаѓа некој тип и вика, на сопругата и вика, Ленин не те чува добро. Кој треба да одговори? Сопругата или сепак ти треба да ја одбраниш? Па тоа се однесува на незе, ако вајда она треба да одговори. И знаеш како викаат, веројатно ако не е злонамерно кажано, веројатно е препознатливо, пошто како викаат, колку жената е чувана од мажот се гледа по незиното лице, а колку мажот е чуван од жената се гледа по неговата облека. Пеглан си добра. Да, дали си испеглан, дали е чисто тоа што го носиш, додека жената која е освежена, ведра, убава, лична, значи е чувана. И што би одговорила твојата сопруга на ваквата констатација? Што мислиш? Само вистината, дека не е во право и дека е од мене чувана како капка Добро, на дланка. Едмон, ти ако го имаш истиот случај, ако каже некој на твојата супруга во твое присуство дека не те чува Едмон добро, што ќе одговориш ти или таа? Мислам дека ќе остам неизе да одговори супругата. А знам и што ќе одговори. Што ќе одговори? Чувана сум и од Едмонд и од Господ. Така ли? Добро. Значи вака, ајде да речеме за партнерот муабетот. Доаѓа, значи или девојка или маж и се обраќа, ама те запуштила оваа твоја. Ти ќе одговориш или ќе го почекаш него да одговори? Па, мислам дека би ме оставил мене да одговорам, пошто во главном секогаш сум попаметна од партнерите. За жал. Јас би кажала, би сакала сигурно и ти да го запушташ на моје место, ама убаво ме да го запуштам, него ти да го чуваш. Добро, окей. Ајде, доктор, кај ве истиот случај? Истото прашање, така? Истото прашање, да, ако значи... Кога на партнерот би рекла, дошла некоја дека јас него негувам. Да му рече, ама те запуштила оваа твојата и ти си во присуство. Така, да, би го ставила него да одговори, заради тоа што тоа не е нели насочено кон него, туку тоа е насочено кон мене. Би го ставила него да одговори или едноставно би го игнорирала тоа прашање, пошто нели некако е агресивно. Замисли некој така да дојде и такво нешто да ти постави така прашање. Доктор, ке несто тетова, затоа не би одговориле ви. Така, ама ова е агресивно, да. Некој очи ке тиска па го кажеш такво нешто. Така, да. Не, можеш во иронија да ја кажеш нешто што она ќе биде поизнервирана од одговорот мој него од прашањето. Не, ја би го игнорирала. Мислам, јас на такво прашање не би дала одговора. Веројатно партнерот знам дека тоа ќе го одговори најсоодветно и дека ќе... Не се дружиш ти со такви, за да си дозволи некој такво нешто да каже. Ама некој може, нели, демек јас се шегувам. Има? Секакви, Има секакви, да, мислам, кога директно се однесувала на мене, има например ова. Ама си се здебелила. Да. Кој ти го дава тоа право? Матичен лекар си ми ти мене па да се грижи за мојата килажа? Знаеш што сум прошла? Блиски сме? Кој ти го дава тоа право? А ти што си вака, ушиве ти се продужени, зголемени, изгледа си остарен. Јас прекинав, тука можам да бидам агресивна. Искрено, прекинав комуникација со една пријателка само заради тоа што ми кажа дека жена ми е дебела. Значи, а си го дозволуваат на дневна основа? Види каква сума жена ти, како Или е зашто си дебела. ослабена? И тука прекинува веќе комуникацијата. Кој сме да ти го коментира? Мислам, тоа е безобразлук и веќе нема што со таква особа да комуницира. Од кај знаеш ни што поминува? Каква терапија може зема? Низ каква состојба поминува? Од која хронична болест се лечи? Ама дрско се тоа безобразлук, простотило, мислам. Глупоча. Да. Така, добро. Ова наведувам кон тоа кој треба кого да брани и дали ние жените сами треба да се браниме или некои работи се машки работи, треба да оставиме мажот да ја заврши работата.
Па машки доколку нападне некој маш, веројатно физички. Сигурно нема да се тепаме, нели со... Не да се тепаме, ама и вака вербално, мислам дека некогаш мажот треба да ја заврши работата. Море жената да е, мислам, вербално јака и да знае сама да одговори, зашто утре можеби нема да е партнер до тебе, не можеш да очекуваш и да се Многу подпираш на честа некој. агресија е, коментирање на изглед кај жена. Многу често е тоа. Така. И секој си го дозволува, не само жени, туку и мажи си дозволуваат да коментираат изглед. Убава си, не убава, си ослаба, си се здебелила. Отечена си, не си отечена. Што си ми ти на мене? Да, ама на мажите така не им коментираат, нели? Нели изгледот, зашто си? За жал, мажите почнуваат да коментираат како жени. Да. Тоа е па друго. Им браво Сленин за тоа. Така треба. Така треба да се. Цак, нема тука дискусија. Да, по случајот, Сам дрскост. Соодветно изреагирал така. Кристина, тебе ако некој ти да речеме си излезена имаш брат? Имам. И да имаш брат, значи со другари и ти праќа пијачка, да речеме некој маж. Ти ја одбиваш пијачката и доаѓа и ти вика, а ти што се занесуваш, демек од типот зашо не ја примаш? Ти сама ќе се одбрнеш или очекуваш кругот на мачки пријатели дека ќе те одбранат тебе? Па јас имам доста такви ситуации, имам баш иста ситуација, каде што бев само со другарка, не бев да е нормално брат ми, нема он да чека за да ја реши ситуацијата, затоа што цел живот ме чувал и едноставно ми е, иако ми е брат кој што 3 години постар ми е како близнак и сме многу поврзани, често мислиме исти работи, и дојде келнерот и ми носи пијачка, ова тој газда. И му вика, мај се ова си ја земеш и ја сидеш. Мислам, ние сме од тетова, докторки, извинете, ама сме агресивни. Викам, ова да си го земеш. Оправдана И доаѓа газдата на еден локал, не сакам да кажам кој, сега тој као нешто е многу моќен и ми вика, ама ова од мене, знаеш, јас сум тој, викам, а што ми е гајле кој си, викам ти? Ти знаеш која сум јас, викам. Ајде, викам, да се собереш со... И се тргна и тоа беше тоа. Значи, прво тоа е приватност, ако ти дозволам да ме частиш, значи дека ние сме блиски на некој начин. Или си ми пријател, или си ми партнер. Не можеш ти да ме частиш мене и да мислиш, не можеш. Значи, можеш да ме прашаш. Така. Добро, значи сама се браниш во тој случај, Па значи умем, па сум израснала со брат и некако, затоа можеби сум толку и он секогаш ме научил како размислуваат мажите и како треба да се поставам и сум благодарна на тоа што имам брат постар. така, добро треба секогаш ние да речеме жените, девојките. Ти си требала ти пијачка да му испратиш или да кажеш ќе му платам све на газдата што пие. Ма не сакам да трошам време на него. Ќе ми отиде пола репертоар психологија дека ете убава девојка и он сега ќе дојде и ќе ја купи со пијачка. Да. Или со крукче. Ја морам да споделам една анегдота од мојата младост. Пуштање исто таков еден газда. И мора да дојдеш кај мене, да ја видиш куќата, да го видиш базенот каков е. Ја вака го слушам, викам, а ке ми ги препишеш? Ако ми ги препишеш, тогаш да размислам нешто поинако, а иначе само за гледање, зашто би паѓала сега јас тоа на гледањето на базенот и на куќата? Така, добро. Јас сум имала и таква ситуација со препишување. Седнавме за договор, требаше го подпишаме, че се беа парите исплатени и седна човекот со мене и ми вика, види, значи јас тебе ќе ти препишам стан, значи кажа која населба, кола, имаш картичка неограничена. Ја седам вака и му викам, види, се имам опција, ти ја со вилјушката ти го извадам окото, му викам. Друга ствар, ти може сето тоа го имаш, јас го немам во моментот како моја собственост, но еден ден ја сето тоа ќе го имам, а ти никош нема да ми имаш мене. Станав и пликот со пари му го фрлев и извини, реков да не те видам. Тоа е Така, страшна психологија, таков на овие две жени не им треба маж да ги брани и тоа можам да констатирам. Добро, фантастично, одлично. Добро, сега ајде само малце да завршиме на крај некаде за децата и за мајките, затоа што многу често се коментира, нели, мајка си, не треба така да се однесуваш, а поново, нели, докторке сега е актуелно на инвитро оплодување и добивање, значи дете без партнер, па нели како ќе му се каже на тоа дете дека кој му е татко, како се осмелуваш, нели, сама да имаш дете. Па малку тука да искоментираме. Колку често тебе ти коментираат мајка си, што ќе каже твоето дете за тебе? Па моето дете е многу среќно кога ме гледа на интервју, кога ме гледа на настапи, доста се едуцира околу тој музички дел и навистина е многу паметен и кога идам во училиште секогаш децата негови се радуваат кога ќе ме видат мене и он е таков ти не можеш со другите, значи ти не можеш другите да ги сакаш и секогаш ме прашува мене треба да ме сакаш или ќе сака да се слика некој дете, па сака и он да се слика, зошто вика со мене не се сликаат. Викам немој молим те се сликаш, викам од сега. И е многу среќен
И се горде, јас го имам прашано дали сакаш ти мајка ти да е јавна личност, да се занимава со тоа и тоа. Он вика да, и он се радува, и он едноставно ужива во тоа и мене навистина не ми е битно што ќе каже Ваши загорел ручек од дома и што сака да е на моје место, апсолутно не ме интересира. Так. Навистина. Добро, ама различни се коментарите на сликите. Сега го видов Ленин во Австралија кога беше соблечен, нели, по купањи. Кај тебе беа коментарите и брат топ ти ја уживаш, а кај Кристина кога ќе се соблече беше муабетот ти мајка ли си. Така да различни се коментари. Па јас не сум мајка, јас сум и татко би додала на тој коментар, би одговорила и татко сум. Само тоа би одговорила, ништо друго. Добро, различно коментира. Не знам како човек ќе биде на плажа. Треба да се облечува дело. Не, ама тебе не ти ми кажа што ќе речат децата Ленин за тебе ти се соблекол на плажа. Нели? Добро. Докторке? Не ти ги кажам приватните пораки. Не, добро. Тука не отварам. за јавност. Ама гледаш, ма приватно му пишуваат, неќат јавно. Кристина се е јавно. Добро, ајде да го искоментираме тој момент, значи во однос на тоа каква мајка си ти. Еве на Кристина што ја пишува, детето те гледа. Да, добро. Да, немам лично искуство, мислам, тоа би го ставила во на што претходно го кажав. Мислам, тоа е идиотизам што, нели, тоа е врв на људската глупост, мислам, прво што си дозволува да коментира човек што не го познава, второ што мисли дека е сокриен позади таа тастатура и дека никој не знае кој е тој. И тоа е, значи, и ова време сега што ги одаваме на тие, како викавме, како се зезавме, небитен си како коментар под пост. Исто ќе додадам, Толку значи, небитна. таа жена која што тоа го коментира, не ја сака ниту детето, ниту мажот, очигледно, па си лечи фрустрација, затоа што една жена која е средена, успешна, амбициозна, значи детето гледа пример во таа мајка и се радува. Ти ако видиш несреќна, искомплексирана, тажна мајка, ти никош нема да си задоволен со себе. Секој дете сака мајката да е среќна, исполнета и тоа дете едноставно впива таа мајка и таа мајка може да му се даде 100% на детето. Многу ме погоди, два пати го кажа, мене ручек секогаш ми загорува кога ќе седнам да правам. Искрено, а мене, значи, со бившиот маж ми викаше, бившиот маж постојано, јас учев да готвам кога се омажев. Некако морам да се оправдам околу ручек. Чекај сега, ние збориме, они само им загорува ручекот, не се убави како нас. Значи ја се надобрзам. Така е, значи мене ручекот ми беше многу пати пресолен и бившиот маж ми викаше на мене ќе научиш да готвиш, а некој ќе му готвиш како што треба. Самиот прати во универзумот, не сум јас крива. Да. Добро. Ајде докторка сега. Значи да, кажав за таквите коментари не заслужуваат воопшто да се објаснуваат и едноставно ќе бидат заборавени, така, нели? Ајде сега да се надоврземе на вашата професија. Да, на мојата професија и се радувам што да многу се има дете без партнер. Да се има дете без партнер е многу нормална работа, значи ако една жена е решила доволно способна, се и приспитала, затоа што таа не е одлука што се носи од денес до утре, тоа е нешто што се крчкало со години и на крај не едноставно не се нашла со некој да го подели животот, па одлучила да тоа дете го направи сама без партнер или на било каков начин, не мора да биде само со инвитро. Денес има толку многу разведени жени што пак се без партнери, сами го гледаат своето детеве како Кристина, така да и го поддржувам тоа апсолутно. Сметам затоа што јас сум мајка, сметам дека нема не заради тоа што тука го наметнувам моето мајчинство дека треба сите жени да искусат мајчинство, некои жени едноставно ќе одлучат да не го направат тоа. Секој има право својот живот да го обликува и да го замисли по своја волја. Ама мислам дека е толку прекрасно тоа мајчинство. Таква безусловна љубов добиваш, мислам, и даваш, не знам како да кажам, односно повеќе ја даваш таа грешка, повеќе ја даваш таа безусловна љубов, условена е љубовта од децата. Секоја често е навистина хумана работа и јас пред себе рекла дека инвитро е и да се одлучи некоја мајка да сама едноставно го гледа тоа дете многу подобро, Тоа се херои. Ми дошло време, ќе најдам некој, тој некој може никаков и ајде по секоја цена. Не, зошто по секоја цена? Сакаш дете? Точно така, Постојат значи опции дете се во прави време. заради тоа што сакаш да бидеш Така, родител. Не се прави за да задржиш некого, не се прави за да ги Што ќе кажат задоволиш другите, комшиите така. и што ќе кажат другите. Пак сакам да кажам дека тие жени посебно што се одлучуваат самохрани мајки, тоа се за мене херои. Сите пациенти што доаѓаат во ординацијата мој ги гледам со воодушевување затоа што се борат за нешто што е есенцијално, нели? А битката е на крај не знаеш дали ќе бидеш победник или не. И така да навистина во мојот живот тоа се тоа вистинските
вистинските херои. Докторке, дали само докторката има право, докторот има право да го постави прашањето а со колку партнери си била, или тоа прашање е некултурно во било која ситуација? Јас мислам дека е некултурно, порано беше дел од процедура да Процедура. Да, процедура беше да се праша со колку партнери си била, мислам дека тоа е прво нема никаква врска за едно репродуктивно здравје на жена, зашто жена што држи до себе, што се сака себе, може да биде со многу партнери, па да внимава на своето репродуктивно здравје. А може жена да биде и со еден партнер, значи сум имала и таков пример, каде што жена, млада девојка на 29 години разви иноперабилен цервикален карцином, имала само еден партнер во животот заради тоа што слепо верувала на тој партнер, го сакала повеќе од себе си, не знаела да се заштити и на крај си го довела својот живот во прашање. Ама тој бил со многу сигурно и... Апсолутно, значи затоа денеска според мене е непримерно да поставиш такво прашање, едноставно треба да едуцираш жената како да се грижи за своето репродуктивно здравје, а не да затоа што сепак е тоа осудувачко прашање. Така, добро, мажите? Или да му се зема бриз на мажот секој 3 месеца, можеби. Добро. Утрален. Чекај сега, прашањето од медицински аспект. Не, јас прашам дали само докторката смее да праша. Не смее никој да го праша тоа. Или не смее никој да го праша. Вие мажите, битно ли вие или не? Битно ми е, јас на пример си сакам да знам, ќе си прашам и тоа е тоа, само треба да знае мажот да се носи со тоа, што ќе му биде одговорено. Појма не сега. Дали пример кога сум бил помлад со девојка ми дали би ја прашал или не? Па да, дали смеа? Па мислам дека нема маж што не би прашал. Гледаш докторки како рази. Тоа е и дел од Во брак е љубомората на оправдано мажот. да ја Ама прашаш со колку партнери си. Во песна е опеано, не знам дали ја знаете, од Бело дугме има ние љубомора, али ипак реци ако ликости их имала до сад. Реков, многу е кажи да знам бе, што е се радознали сме, си прашуваме, сакаме да знаеме, само пак ќе кажам ради прашање конкуренција ли или ради што? Не, едноставно не можеш да не прашаш. те интересира, сака да знаеш. И добро е кога жената искрена да си каже и да може тоа да се прифати така како што си е. Не е битно, може да била и со повеќе, може да била и со еден, ама тоа да можеш да го прифатиш, пошто не знам, подобро е да знаеш и да си разговараш за таа работа отколку па да ја дознаваш подоцна од некој други да ти кажува, да ти префрлат, а вака кога нешто знаеш, веќе ти е познато и немаш проблем со тоа. Добро. А после може да ти стави. Да биде прифатлива цифрата. Која е прифатлива цифра? Прифатлив Да не е троцифрена сега. Јас мислам дека е во ред да прашаш затоа што треба да се разговара на секоја тема со партнерот, е сега да не е на прв состанок, тоа е многу интимно нешто, нели? Но како што тече врската, си разговараат и тој ќе каже и таа ќе каже. Но исто значи за машка навистина ја навистина не поддржувам исти машко кој што било со многу партнерки. Прво и од болести, друго и од не сакам нешто што секој го има. Извинјам, сакам ексклузивност, не сакам нешто што е. Значи во мој очи не ми треба стварно. Ако таков маш е неприфатлив. Ако машкото било со 100 квалитетни девојки кои што се познати манекенки, пејачки, сите врв. Мислам дека си ги лечил комплексите. Затоа што тој што знае колку вреди, нема да биде со секоја. Добро, да ви давам подароци. Може ли? Значи вака, прво ќе пуштам со ваучерите. Оксизен хипербарна комора, доколку до сега не сте ја пробале или не сте слушнале, значи можете да дојдете. Ова е третман и антиејджинг, исто така и за опоравување и за заштита од вируси. Веројатно и докторката знае и слушнала дека дури помага при стерилност. Значи тоа ќе прокоментираме подоцна. Интравенска озонотерапија. Така, да, повели, ги имате сите. Значи, доколку се уште не сте искористиле платформата Глеј, македонската платформа, значи за гледање на серии и филмови, да се приклучите, овде имате премиум ваучер, значи ќе се регистрирате и ќе видите таму се гледа и нешто конкретно. Значи ќе ги видите сериите кои што ексклузивно ги има таму на оваа платформа. Значи Sara Fashion Home за сите ви даваат различни подароци. Тука имаме еве нешто домаќинско.
Значи, може и за сопругата, може и за тебе. Кога миеш коса, значи да си ја бришеш косата. Тука ги имате... Исто долга коса имаме со сопругата. Ете, тоа е тоа. Да не прашувам кој ги чисти влакната по тепихот. Не ми дадовте за коса? За тебе не, тебе не е за коса, ќе се видиш ти. Значи тука ги имате Осоговски млечни производи, ексклузивниот вкус се препознава, значи имате и кашкавалче и сиренце, све. Опа, имаме за вечера. Так, имате за вечера, пробајте ги, тука ви се. Значи сезона е и на вируси, и на вака од кенди имате тука и нели здравието доаѓа преку цревата, тоа го научивме така. Повилете. Љубовта преку стомакот. Љубовта све е преку цревата. Све од црева, се тоа си. Ја волку поклони. Па не си добил волку поклони, да, натура терапија, еве витамин С, значи тука имате алоe вера. Па дека да убави соговорници бевте и плюс треба, ако нешто сте сгрешиле, дома да се оправдате. Кажав лошо, ама барем ми дадоа поклони, да? Е сега вака, Ладрија исто така нов бренд, козметика, хрватска козметика. Значи ги имате вие за да ги дадете на сопругите, вие ќе ги испробате, значи тоа се едни перничиња за под очи. Значи, верувам дека убаво ќе ги искористите, погледнете го и нивниот сајт. Еве, поздрав за сопругата. И уште нешто мислам дека имам тука. Чекај да видам. Mint Fintech групацијата ви даваат едно мало подароче, а вие можете да ја симнете нивната апликација Mint, каде што можете да проверите и за осигурување и за патување, значи имате се. Мислам дека све ви дадов. Ја секако Така ли? ќе се јавам да дојдат со некој поголемо возило да ме земат. Не ќе на моторот ова се да застане, а? Така ти пешки што дојде. Добро, и на крајот ајде да заклучиме дали жените сами си ги провоцираат овие прашања или тоа зависи од оној кој што го имаш спроти себе. Од оној што го имаш спроти себе. Во секој случај прашањето најчесто не може да се испровоцира. Прашањето ти е во главата и те мачи тебе сега дали од фрустрација, дали од радозналост, дали од љубомора, секогаш го поставува оној кој што го интересира. Так. Не верувам дека може некој да ти испровоцира некое прашање. Така барем јас гледам, особено на темиве на кои што дискутираме. Добро, во овие Едмот? односи. Па на овие теми не може сам човек да го испровоцира прашањето. Односно, тој што е проти тебе е испровоциран од самиот себе си. Така. И тоа му е вентил за, да кажеме некако, дали да си се оправда себе си или својот успех или неуспех, па поставува такви прашања. Така, добро. Докторке, дали жените сами провоцираат такви прашања? Не, Кој се денес согласувам. разговараме? И како што кажа Кристина, значи тоа е некој тој што го содржи тоа, го бара кај другите да го најде, Што нели? изгорел ручек? Ама што, да, тој што го содржи, тоа што го содржиш во себе, го бараш да го најдеш кај другите. А многу интересно, значи, жена на жена толку е непријател, што јас најлошите коментари по социјалните мрежи, за мене сум ги прочитала од жена. Така. Што за мене е неприфатливо. Јас мислам дека жените имаат голема интелигенција, ама тие што не знаат да ја насочат или се глупави на некој начин, Не ја знам, насочуваат во трошење на измислување на толку одвратни коментари што не може човек да си ги замисли. И за крај ќе кажам дека никој нема да ја прости убавината и успехот. Ти мислиш дека провоцираш со твојот изглед, со твојата појава? Па да, не може тоа некој да си го прости, зашто јас сум на ова место, а тоа е на тоа каде што пишува. Само ради тоа. Така. Добро, на крајот да заклучиме дека луѓето треба да си најдат занимација, да бидат зафатени и да не се Хоби. замараат, нели, и хоби. И да се занимаваат со ручекот, да не им изгори. Така. И да Јас пишуваат сум ше коментари. денеска ќе се започне. Тоа Седнам денеска да сме го обратам заклучили. внимание на ручекот. Ама мислам дека многу е важно и за нас, за сите поединечно, да не им ги коментираме коментарите. Баш така. Тоа е најздраво за сите. Так. Игнор. Преку нив учиме само какви се. Можеш да го видиш каков е. Значи, како викаат, не го препознаш човекот, го препознаш по она што тој збори за другите луѓе, а не обрат. Добро, на крај, значи вчера беше 8 март, морам да ви подарам по едно цвеќенце, значи орхидеите се љубов, ние ги поддржуваме малите бизниси, значи секој ќе добие по една ваква орхидеја и вие секако да си однесете на сопругите. Вие добивате, нели, цвеќе за цвеќе? Како не ограничува сега? Ова на сопругите ќе се. Ама добро, ако секако, значи,
можеш да ја подариш на кого сакаш, јас ти ја подарувам тебе, а секако после 2 недели ќе дојдам да видам каде завршила. Ова поштиде јавни ќе се гледа на телевизија, кажав, сем на супругата, не сме на никој друг. друго место. И во оваа прилика ја поздравуваш. Поздравувам супругата. Се ова што ми го даде секој супругата, да се разбереме. Имате и други сите мора да имаат разбирање дека мора да е вака. Добро, готово. Благодарам многу што бевте мои гости. Уживав, верувам дека уживаа и гледачите, а за коментарите ич да не се секира. Може така? Апсолутно. Само да коментираат и на оваа емисија. Може, само нека коментираат. Се гледаме следната недела, ве поздравувам. И не заборавајте, нешто конкретно од сега и на Глеј. Глеј ме на Глеј.